Изградба на објекти за преживување и сместување, скијање и гаѓање во зимски услови. Овие активности се дел од обуката која ја изведуваа питомците од Воената академија Михајло Апостолски. Во изминативе денови, тие веќе научија да изградат мечки на дупка, партизанско игло и бивак. Обуката во скијање и обука во зимски услови опфаќа два сегмента. Првиот сегмент е, првата цел на таа обука е питомците да се оспособат, обучат, извежбаат во основните на вештината скијање, и вториот сегмент е питомците да се оспособат, обучат во основите за изработка на објекти за преживување, живот и работа во зимски услови. Ние во текот на оваа обука на питомците се трудиме да им дадеме основни елементи, основни показатели од обуката, од вештината скијање и преживувањето во зимски услови. Понатака со нивното унапредување, станување на офицери и распоредување во единиците на арама, оваа обука се надоградува во зависност во кои единици ќе бидат распоредени во армијата на Република Македонија. Карактеристиките најбитно за овие објекти е тоа што задоволуваат од еден поединец до цело оделение, сместување и преживување во екстремно ниски температури, заштита, основна заштита во лоши метеоровременски услови. Најбитно нешто дека објектите овозможуваат, зависност од секој објект, температурата надворешна и внатре во објектите се разликува од 5 до 15 степени, без никакво затоплување. Со една обична свеча, доколку се користи, може да се затопли температурата, да се постигне повисока температура. Се работи за питомци од втора година, кои задолжително мора да поминат 60 часа скијачка обука. Изведуваме обука во скијање и зимски услови. Обуката во скијање и зимски услови е во програмата на Воената академија, застапена со 60 часа во втора година. И тоа е активност од посебните форми на настава, што мора да се заврши, што треба еден питомец, еден иден старешина на нашата армија да ја знае и познава оваа техника. Овде Попова шапка ја знаете, нашава лепотица ни пружа извонредни шанси и услови за оваа дисциплина, и скијачките дисциплини ние ги совладаме до максимум. Годинашнава група што беше, така ни се погоди, имаме не само двајца скијачи, другите беа сите не скијачи. Меѓу 33-цата питомци од Воената академија, 4 се од Црна Гора. Имале можност да одат и во други земји, но сепак, како место за обука ја одбрале Македонија. Сега работиме некои строеви постапки со оружје и ставови за гаѓање со оружје. Работевме основни делови од скијањето и сега можам да кажам за себе си дека сум на повисоко ниво него што бев. Ова ми е прв пат да сум на скијање и за мене ми е одлично. Од Министерството за одбрана на Република Црна Гора имавме и други можности за некои други академии, како Србија, Грција, Германија, али се одлучивме за Македонија, бидејќи сакам да запознаем народ кој е многу сличен на црногорски народ. За услови, за обука можам да кажам дека се одлични. Можам да кажам дека обуката е доста добра, сите питомци се задоволни. Обуката во скијање се изведува од страна на инструкторите за физичко образование на Воената академија, додека пак војниот дел го изведуваат командирите. Благодарение на професорите и на нивната посветеност на нас, доволно добро научивме и слободно можеме да кажеме дека можеме да изведеме доста работи. Живот и борба во зимски услови е многу важен елемент во одбраната на државата, која има големи планински подрачја на граничните појаси. Според армиските податоци, околу 1/3 од составот на армијата на Република Македонија е способен за живење и действување во зимски услови.